Познатиот антички град Лихнидос го споменуваат повеќе стари историографи, како и камени писани споменици. Сместен на источната граница на Илирската област спрема античка Македонија, често пати се наоѓал во кругот на борбите водени меѓу илирите, македонците и римјаните. Продорите на хеленската цивилизација во Охридскиот регион се почнати многу рано, во 6 век пред нашата ера, и континуирано следат во идните векови. Често политичките промени и културните продори заедно се манифестираат. Филип II стигнува до Охридското, или како што тогаш го викаат Лихнидското езеро, во 4 век. Од тоа време се почесто е увезувана стока од богатите културни центри на Медитеранот. Но во текот на 3 и 2 век, градот на истоименото езеро Лихнидос ќе стане значаен утврден центар кој ги прифаќа достигнувањата на хеленистичките градови. Грчкото писмо, високото занаетчиство одразено во грнчарството, златарството и кованјето сопствена монета. Нумизматичката збирка на Народниот музеј во Охрид чува 4 примораци на многу ретките монети ковани во монетарницата на Лихнидос, главниот град на Дасаретите. Од поширокото подрачје на Дасаретија познати се уште 2 примероци, а уште еден се чува во музеот во Цариград. Сите монети се од ист тип, изведени во бронза. На лицето е представен така наречен македонски штит со 6 концентрични кругови покрај работ на монетата. Во средината во еден кружен простор е поставена четворокракат звезда со лачни краци.
Naopačinato od parata je predstaven preden delna ladja so visoko izdignat klun koji se ogleduva vo vodata. Na ova strana stoji natpisot koja označuva i pripadnosta na monetata, Lihnidion, što znači od Lihniđanite. Postojanje tonakovnicата зборува за веќе урбанизирана и економски развиена населба. Времето на дејствувањето на оваа ковница се поврзува со управата на македонскиот владетел Филип V во првата половина на вториот век. Од пишаните извори е познато дека споменатиот владетел 186 година пред нашата ера, од економски и војнички причини, им дозволил на градовите во Македонија да ги користат постојните рудници и да коваат своји монети. Многу области и градови се служеле со оваа дозвола како Едонија со Амфиполис, Ботиеа со Пела, Амфакситида или во Десаретија Лихнидос. Најчесто се ковани сребрени монети со исти символи, штит и брод, како и лихницките, а надписите ги означуваат имињата на областите: Македонон, Амфаксион, Ботеатон. Само во охридскиот случај името на градот ја означува припадноста. Се поставува прашање зошто точно овие символи ги презел градот Лихнидос од сребрените емисии, кога бронзените монети на градовите во Македонија имале сосема други ознаки и какво значење имале представите. Македонскиот штит имал долга традиција како символ на монетите во античката номографија. Александар Велики и Касандар ковале бронзени монети со македонски штит во крајот на 4. век. Епирскиот владетел Пир во почетокот на 3. век. Исто така и македонските владетели од династијата Антигониди, како Антигон Гонат, Филип V и Персеј, штитот често го ставале на своите ковови, што значи до 2. век пред нашата ера. Од друга страна, градовите во Илирија, Скодра и Лисос, за време на македонската доминација ковале монети со представа на штит. Дури илирскиот владетел Генција и градот Ризон го прифатиле овој символ на своите монети. Одбранбеното оружје штитот, воопшто популарно и неопходно во тие бурни времиња, го прифатиле различните популации на Средниот и Западен Балкан. Впрочем, македонците вдомиле известни грчки мотиви од парите, а илирите, македонско-грчки, односно, презеле символи од оние народи кои што имале подолга монетарна традиција. Што се однесува до представата на реверсот, делот ладја, при изборот не е исклучен и автохтониот вкус. Античкиот човек кој многу пловел и за кого морето представувало извор на благата, во исто време еден таинствен свет, многу често ладјата која го символизирала земена е како погоден мотив за представување. На лихницките и автономните македонски монети, ладјата е представувана по македонско-грчките обликувања.
Единствена позната ковница која што работела во предримскиот период на тлото на современа Македонија представува ова од Лихнидос со многу краток период на дејствување во времето на македонската доминација на овој простор. Набргу градот ќе изгуби својата автономија и 170 година пред нашата ера ќе падне во рацете на римјаните. Во градот Охрид е отворена нова монетарница по 16 века. Во втората половина на 14 век во Македонија се забележува ковање монети од некои средновековни господари на помали поседи. Тој стремеж ќе биде поизразен по смртта на владетелите Волкашин и Углеша. Во новонастанатата политичка ситуација, кога турците чукаат на портата на Балканот, споменатите господари ќе имаат желба да ја потврдат својата економска моќ и самостојност. Ќе коваат монети под свое име. Овој монетарен залет е условен и од забележувањето недостасување пари, зашто царските ковници по смртта на Урош ќе престанат со работа. Во групата на властелини господари кои што коваат монети во средниот век во Македонија се наоѓа и охридскиот велики жупан Андрија Гропа. За оваа личност од средновековната историја на градот Охрид дознаваме преку некои кратки белешки, наративни извори, од надписите на двете охридски цркви и од надписите на неговите монети. Во црквата Малсвети Климент во Охрид е испишан ктиторски надпис на грчки јазик од 1378 година. Тука се соопштува дека Божиот храм, кој е посветен на Климент, е од времето на себлагодарниот господар и голем жупан Андрија Гропа. Во црквата Богородица Перивлепта се среќава друга потврда за овој господар на Охрид. Испишаниот словенски надпис стои над гробот од Остоја Рајаковиќ од 1379 година и кажува дека овој болјарин бил роднина на крали Марко и зет на жупанот Гропа.
нумизматичката збирка на музеот во Охрид се чуваат две сребрени монети ковани под управата на гропа. На предната страна е испишан надпис на старословенски, во кратенки, кој гласи: По милости Божје, господин жупан Андрија Гропа, или по милости Бога, жупан Гропа, господин Охрида, или само по милости Божје и жупан Гропа. На другата страна од монетата е изведен Христос со зрнест нимбус, кој стои пред подиум. Во левата рака држи Евангелие, а со десната благословува. На боковите висат духовни мечеви. Покрај работ на парата пунктирани се точки, а од десната страна на ликот се јавува орнаментална низа од повеќе букви С. Монетите на овој жупан се најдени случајно или во збирни наоди остави. Најчесто се среќаваат со монетите на српските владари и венецијанските друждови. И во Охрид, во просторот на Долни Сарај, била откриена една таква остава, каде се најдени монетите на Андрија Гропа, Јован Телполо, венецијански дужд, Душан, Урош и други владетели. Веројатно, монетите биле скриени пред наездата на турците. На монетите од Гропа стојат титулите: Господин, што ја носеле моćни бољари во втората половина на 14. век на Средниот Балкан. Жупан ја носеле бољари кои имале посед во жупата по голема област. За време на владењето на Душан, како знак на највисоко достоинство, покрај титулата кнез, се јавува и насловот жупан. По примерот пак на моќното Византиско царство, се додава и епитетот мегас, што значи велики, како што носел и жупанот Гропа. Неговото управување како единствен и самостоен господар на Охрид се поврзува со времето по смртта на Волкашин, односно по 1371 година. Од историските извори е познато дека господарот на градовите Берат и Корча, Андрија II Мусаки, заедно со своите зетови Балша II и Гропа од Охрид, војувале со Марко, преземајки го градот Костур. Кованјето на монетата се совпаѓа со времето помеѓу 1371 и 1379 година. Тие се многу слични со некои видови од владетелското семејство на Мрњачевиќите, како со монетите на Волкашин, Марко, Андреаш. Монетите на Гропа изработени се високо занатски, со точно испишан надпис што покажува дека постоела една официјална ковница. Впрочем, во Охрид во 14. век се присутни работилници за уметничка обработка на металот, познато од досегашните испитувања на оковите на иконите.
Жупанот Гропа, кого што охриѓаните го нарекле многу благороден наш господар, своите монети ги ковал во монетарницата во Охрид, каде што се обработувани пред тоа и некои други емисии од претходните господари на градот. Со желба да ја истакне самостојноста во господството на Охрид и да ја покаже економската моќ, Гропа кова своји пари, правејќи напори да остане независен во однос на крали Марко. Охридската монетарница е обновена и по турска управа. Во градот се ковани сребрени монети од четирите султани: Селим II, Мурат III, Мехмед III и Осман II, во времето од крајот на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век. Во тоа време и други градови во Македонија и на Балканот имале своји монетарници: Кратово, Кочани, Солун, Софија, Серес, Сребреница, Белград. Според турските извори, монетарницата се наоѓала надвор од зидините на градот, односно надвор од местноста Варош, веројатно во едно од најблиските мала, тогаш предградија на Охрид, Месокастро и Кошишта. За жал, во Охрид од овие монети досега не е пронајден ниеден примерок, но некои примероци се чуваат во музеот во Цариград.